Денарот е стабилен и во време на висока инфлација. Не постои опасност од девалвација на нашата валута. Според професорот Стеван Габер од Универзитетот Гоце Делчев Штип, фиксниот курс на денарот врзано за еврото овозможува долги години да има стабилна монетарна политика, како што вели ситуацијата е стабилна во споредба со порано, кога имаше економски шокови. Очигледно дека фиксниот курс на денарот врзан за еврото ни овозможува долги години да водиме една монетарна стабилна политика и нормално во овој сегмент Централната банка одлично си ја врши својата работа, за разлика од минати периоди кога имало одредени шокови, економски шокови кои што влијаеле и ја тестирале токму способноста на Централната банка. Овој изминат период можеме да забележиме дека тоа не се случува, што значи дека имаме една смирена ситуација и нема никои посебни стресови, и од тој аспект можам комотно да потврдам дека денарот е стабилен и со оглед на тоа каква ни е економската состава во државата, мислам дека идеално решение во поглед на тоа каква монетарна политика треба да се води. Државата не би требало да има големи негативни ефекти, рече Габер. Неговите препораки водат кон тоа да има преговори за да се усогласат тарифните политики. Како што истакнува тој, државата не може со непријателски економски политики да гради отворен меѓународен економски систем. Секако го пореметуваат меѓународната трговија, представува голем удар за глобализацијата како еден феномен кој што последните години засилено се шири и се пробива низ светски рамки, но ние како мала држава која што немаме толку голема отвореност и изложеност трговија со САД, не би требало да имаме толку големи негативни ефекти, но секако препораката веројатно би одело во насока да преку ова што сега го прави владата, преговори со тамошната администрација, да се договорат и да се усогласат тарифните политики во тој дел, и верувам дека после тоа веќе дека работата нема да биде толку сериозна, но секако дека од аспект на другите поголеми економии тоа нема да биде така, ќе оствари некои поголеми негативни последици на меѓународната трговија, но се надеваме дека разумот ќе превладее и дека ќе сватат креаторите на политиките дека не можеме со непријателски економски политики да градиме една отворена меѓународен економски систем. Инаку македонскиот денар денеска одбележува 33 години од монетарното осамостојување, што беше тема на научниот симпозиум што се одржа на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Нашите банкноти имаат символи кои го изразуваат богатото македонско културно, историско и природно наследство.